Еве, завршивме денеска со разговор со работната група од БЕСА. Преговорите продолжуваат и во наредните денови. Разговаравме начелно за принципите на основа на кои што треба да биде формирана идната реформска влада, принципите во однос на тоа кои луѓе, какви кадри се потребни за да имаме реформи, меѓутоа тоа на принципиелни основи, и очекуваме дека наредниот период ќе отвориме многу повеќе детали околу составот на идната влада, се со цел да постигнеме договор и со БЕСА и со другите политички субјекти кои што се дел, односно треба да бидат дел од новото парламентарно мнозинство. Кога ќе соопштите одлуката за поделба на ресори со оглед на тоа што соопштите дека очекувате до вторник да го поднесете предлогот за влада во собрание? Одлуката за поделба на ресори и за кадрските решенија ќе ја соопштиме во моментот кога ќе имаме. Парат ли БЕСА министерско место? Разговаравме сега за принципите, не разговаравме воопшто за ниту поделба на ресори, ниту некакви други детали кои што треба да ги имаме утврдено при праќање на предлогот, така да како за првична средба можам да оценам дека е позитивно, меѓутоа ќе треба да продолжиме уште многу да работиме на Како? Услови има од БЕСА. Не разговараме за условување на едните на другите. Разговараме за принципи. За нас како како демократски сојуз е важно да има принципи на основа на која што ќе бидат формирана едната реформска влада, не на основа на условување помеѓу партнерите, заради тоа што тоа не е добар начин на комуникација. А вашите очекувања какви се? Дали БЕСА ќе биде дел од новата влада? Кои ќе завршат преговорите, ќе знаеме точно. Дали тоа значи дека ќе имате уште средби со БЕСА со оглед на тоа што не сте разговарали? Веќе одговорив на тоа прашање, реков дека ќе продолжат разговорите. Денеска ќе имате со друга партија? Не, денеска завршуваме, ќе имаме внатре-партиски консултации, така да утре најверојатно можеби продолжуваме со дебата со сите партии од идната владина коалиција. А со Алијансата посебна следба? Ако сметате дека во сите партии Алијансата, да.